издание. Подршка за лицата со ретки болести. Ке видите како тоа го направија кајакари од Струга. САД. Северна Каролина клучна сојузна држава за изборите во ноември. А како би можел да се спречи евентуален притисок врз гласачите? За изборни измами и многу повеќе по продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Над 500 пациенти со ретки болести се заведени во Националниот регистар, иако нивниот број изнесува над 1000, вели Сдруженијето Живот со предизвици. Кајакари во Струга се обидоа да ја кренат свеста за овие лица преку хуманитарен настан. Мики Трајковски пренесува. Откако кајаците и целата неопходна опрема беа подготвени, членовите на спортско-рекреативниот клуб Соларис од Струга тргнаа во нивната хумана мисија. Поминувајќи 19,5 километри од Струга до селото Глобочица, низ брзите води на реката Црни Дрим, тие веслаа за лицата со ретки болести. Вела дека на овој начин сакале да испрдат порака за поголема општествена одговорност кон овие луѓе, како и нивна достапност до потребните терапии и лекарства. Иницијативата наша и на еден такав филантроп и помагател на струшкиот спорт беше за да покажеме и докажеме дека лицата со ретки болести постојат, дека се тука околу нас и дека како и ние, кои што смете привилегирани да бидеме здрави, имаат право на идентификација, правилна диагноза и правилно лекување. Гордана Лолеска од Сдруженијето Живот со предизвици вели дека ова е уште еден глас во нивната борба за што повеќе права. Во Националниот регистар се запишани повеќе од 500 пациенти со ретки болести, но вели бројката е поголема од 1000. На овој начин тие беа нашиот глас пред институциите и пред системот и им покажа на сите дека не сме невидливи, не сме сами. И да се надеваме дека соработката ќе продолжи, дека ќе има уште многу километри извеслани за пациентите со ретки болести. Хјохи вели дека идејата се родила сосема случајно. Се надеваат дека веслачкиот маратон Весламе за ретките ќе прерасне во традиција. Каде што не само аматери би вклучиле и професионалци, односно надпреварувачи, и овој маратон да има надпреварувачки карактер. Но сметам дека ние ја постигнавме нашата цел. Она што навистина и ни дава мотив за понатака е тоа што го подигнавме интересот и на обичниот граѓани. А токму турата од Струга до Глобочица ова летот клубот ја нудел како и понуда за стружани и туристите. Такав да искусам нешто малце така поадреналинско, поради тоа што и самава река е брза на моменти. Се до Глобочичко езеро. Авантуристички, интересно и малце тешко можам да кажам. Ова е една убава атракција за туристите за да го видат течението на реката Дрим и самата природа што ја има реката. Плановите се турата наредната година да вклучи лица со ретки болести, со цел уште повеќе да се покаже дека овие лица треба подеднакво да се третираат во сите општествени случувања. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. А од вестите во САД, ќе биде ли Северна Каролина одлучувачка сојузна држава на изборите во ноември? Еве што мислат поддржувачите и на Трамп и на Бајден. Цврстите поддржувачи на председателот Трамп се убедени дека тој ќе освои Северна Каролина во ноември, но признаваат дека ќе биде тесна трка. Северна Каролина ќе биде клучна држава. Јас гарантирам дека ќе гласа за председателот Трамп. Ќе биде тесна трка. Очекувам Трамп да победи со 2-3% поени. Поддржувачите на поранешниот подпредседател Џо Бајден работат на обезбедување поддршка за демократ во Северна Каролина и добиваат разни реакции од гласачите. Мешани реакции. Денес беа многу за Бајден, бевме изненадени од ова оглас. Потребен ни е председател кој е писмен, кој ќе биде за народот. Затоа сме тука. Демократот Барак Обама извојува тесна победа во Северна Каролина во 2008. Државата гласаше за републиканец во следните два изборни циклуса со помалку од 4% поени разлика. Неодамнешни анкети покажуваат дека Бајден води со тенка предност. Нашата сојузна држава е остро поделена, но се работи за еднаква поделба меѓу партиите. Веројатноста е дека двете страни ќе освојат меѓу 43 до 45% од гласачите. Ќе одвучат гласачите кои ќе се префрлат од една кон друга страна.
Тоа ја прави Северна Каролина како ниедно друго место во државата. Освен председателската трка, Северна Каролина ќе биде арена на жестока трка за Сенатот, која може да одреди која партија ќе го контролира законодавниот дом. А какви техники се користат да се врши притисок врз гласачите? Повеќе за тоа и како да се спречат изборни измами од видеото што следува. Пожари, поплави, експлозии и други катастрофи може да се видат и од Вселената. Араш Арабасади за ова. Ова е пристаништето во Бејрут, еден месец по експлозијата која беше толку моќна што можеше да се види од Вселената. Во август експлозијата на амониум нитрат кој бил складиран на пристаништето уби речиси 200 луѓе, повреди илјадници други и уништи домови и згради во голем дел од главниот град на Либан. Последниот пожар избил во магазин за гуми, пренесува државните медиуми. Причината е се уште непозната. Во меѓувреме во Судан, властите и Обединетите нации доставуваат помош за десетици илјади луѓе кои ги изгубија своите домови во рекордните поплави на Нил. Локалниот жител Идрис Ахмед бара меѓународна помош. Каква е улогата на владата? Никаква. Тие не прават ништо, ги барам своите права како граѓани. Барам прибежиште, одам лево, десно, зарем некој може да прифати вакво нешто? На другата страна на континентот во Сенегал, градот Кеур Масар останува под вода откако за само 7 часа наврна дожд колку што обично паѓа за 3 месеци. Ова е во близина на главниот град Дакар. Поплавите предизвикаа сериозни проблеми за жителите. Ние сме поплавени. Сите го имаме истиот проблем. Сериозно, некој замина. Некој не може да стигне до своите домови. Пожарникарите помагаат со евакуација со бродови. Навистина е тешко. И на крај, жителите на Калифорнија се разбудија под портокалово небо од кое паѓа пепел откако шумските пожари излегоа од контрола. Само во еден ден климатолозите велат дека еден пожар се проширил на 1000 квадратни километри. Повеќе од 14.000 пожарникари се борат со огнот во Калифорнија. Два пожари кои се меѓу најголемите во историјата на оваа сојузна држава горат околу заливот на Сан Франциско, но по 3 недели тие во најголем дел се под контрола. Сепак, сезоната на пожари што току почна. Благодарам на вниманието. Имајте пријатен викенд.